На почетокот на пандемијата преовладуваше мислењето дека таа ќе има барем еден позитивен ефект – помало загадување. Сепак се покажа дека не е така. Климатските промени остануваат еден од најголемите предизвици со кои се соочува човештвото. Џо Бајден вети дека ќе ги врати Соединетите држави под Парискиот договор, откако Доналд Трамп се повлече од него. 2020 рекордни шумски пожари во Калифорнија и во Сибир. Невиден број на урагани во Атлантскиот океан. Годината што изминува ќе биде најтоплата или втората најтопла во историјата. Додека температурата на планетата растеше, светот подзапре поради COVID-19. Пандемијата ги испразни улиците и ги приземи авионите. Ова ги намали глобалните емисии на јаглерод диоксид за рекордни 7%. Сепак нема причина за славење, вели директорот на Институтот Светски ресурси Ден Васхов. Clearly, the emission reductions that we've seen in 2020 due to COVID are not the right way to reduce emissions. No question about that. And most of them are potentially quickly reversible as the economy recovers. Потребни се коренити промени во целиот свет, вели професорот од Универзитетот Колумбија Майкл Джерард. Некои држави веќе го прават тоа. The single most important climate policy event of the last year was probably President Xi of China announcing China's goal of getting to net zero emissions by 2060. Several of the countries in Europe also increased their climate ambitions. So much of the rest of the world is moving in this direction. And I have to say, Соединетите држави под председателот Доналд Трамп одеа спротивно, вели професорот Джерард. Развлабавените регулативи за животна средина го поттикнаа производството на фосилни горива. Сепак победата на Џо Бајден значи промена и кај овие политики. There's no question that President-elect Biden is going to do a 180 from what President Trump has done. Бајден во повеќе наврати изјави дека борбата со климатските промени ќе биде приоритет. Сепак, поделениот Конгрес можеби ќе биде пречка на овој пат. Од друга страна и сојузните држави може да направат повеќе. Калифорнија е лидер на ова поле. Таму по 2035-та ќе може да се продаваат само електрични автомобили. И банките и инвеститорите полека се оттргнуваат од фосилните горива. Големи финансиски институции најавија дека нема да инвестираат во проекти за нафта и гас на Арктикот. Американските федерални резерви годинава за прв пат повикаа на акција за климатските промени. The idea that climate change poses a serious threat to the US financial system has totally gone mainstream and 2020 was really the year that took hold. Во 2020 се одбележаа 5 години од Парискиот договор за климатски промени, но светот е далеку од целите зацртани во него, предупредија Обединетите нации. the commitments made in Paris were far from enough to get there, and even those commitments are not being met. Соединетите држави официјално го напуштија Парискиот договор минатиот месец по процес кој траеше неколку години. Тие се единствената држава што го има направено тоа. Џо Бајден вети дека уште на првиот ден на власт ќе го промени ова. Парискиот договор ги обврзува потписничките да преземат конкретни чекори за намалување на штетните гасови кои придонесуваат за глобалното затоплување. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.